Добро утро и од мене и од нас. Впрочем, нашата следна гостинка, мислам дека кога ќе погледнете ќе ви врати некои мемории. Знаете многу добро меѓу другото и од телевизиските екрани, затоа што покрај тоа што беше новинарка, таа е поетеса, таа е писателка, таа е романописец, таа е Ирена Павлова, де одори. Така. И Ирена, добро утро. Добро ве најдов, како да кажам, многу сум среќна што сум овде. Човекот, знаеш, може на ти, нели, да се обратам, да. прави на човечки напред, особено човечиците, нели, особено на 21 век, за да направат повеќе нешта паралелно, како ги викаат тие на оној колоквиален начин, со благодарение на странцизмот, мултитаскинг, нели? И едноставно стигнав, ама и посебно кога се работи за убава ваква една емисија и цел, и мојата Македонија, и ова емисија што ја водиш, многу сум среќна и драго ми. Прво сакав да ти посакам покрај добре дојде во нашата емисија, добре дојде во Македонија, но наместо добре дојде треба да ти кажам среќен пат, затоа што за само неколку часа не напушташ. Ирена, гледачите те памтат како Ирена Павлова, така што сега непознатица, да речеме новинка, релативно новинка временски, ние Деодорико, од 23 години новинка. Да го појасниме. Во однос на онот како те паметат, после тоа па сублимно, ние живеевме 13 години, мислам, јас сум тука си од мој живот, најголемиот дел од мојот живот, нели, живеев и потоа кога го сретнав на Биеналето во Венеција, Марко Деодорико, читав поезија таму. Едноставно, се толку со москавица брзина се случи, и не се случи, се е организирано. Имаме божествени ништо не е случено. Кога велат се случи, настан се случи ова, ништо не се случува. И едноставно тој ми го даде предлогот, па зошто не би живееле во Македонија. Дојде да види како е. И ја викам, можеш ли некако, може ли ти, го гледам дека твојот круг на луѓе, се тоа уметници, новинари, луѓе на перото, на мислата и така натаму. Викам, како да не? Требаше тамо да живееме, меѓутоа одлучивме сепак да дојдеме овде по негова иницијатива. Значи, јас не го однесов како што мисля, туку тој доброволно дојде и по негов предлог, и едноставно 13 години тој беше Марко Македонецот. Македонија, вика, Златна Македонија, немаше каде ни дававме интервјуи како, зошто ги интересираше моите колеги, но јавноста. Сега сте во Венеција. Сега сум јас Одисејот, малку, нели машкиот принцип во мене да биде воројена она Одисеј. Како ти оди, иначе нема те прашам каков ти е животот во Венеција, но изворение секој ден сум во творењето ме интересира, со оглед на тоа што за една уметничка душа поубаво место на светот веројатно нема од Венеција. Да, навистина. Какво ти е творењето таму, каде што твореле исто така најголемите уметници на сите времиња? Да, па сите сакале и таму, добро се ако веќе биле родени каде што биле родени, со одредена нели цел и промисла, сакали таму да го заокружат животот, па еден Јосиф Бродски кој е Нобеловецот, таму сакаше да го проживее својот живот и да гледаме во камера, нели, како оди се тоа, нели. Се надевам ќе оди супер, ќе изгледа за гледачите и како суштина ќе биде добро. Одличен град, мислам, совршен град. Град на светлини сенки. Влегов еднаш со сопругот во... Значи, јас таму читам поезија и припаѓам на светско поетско движење и постојано ме викаат, промовирав книга на италијански Подстанарка, која што имаше успех и за која пишуваше Гане Тодоровски и влегов во таа енциклопедија на Ману, и веќе таа не се повтори енциклопедија. И едноставно дел сум и од тоа милје, културно милје, ја промовирам и Македонија, иако и на италијански пишувам, меѓутоа секогаш изговарам стихови на македонски, затоа што јас сум првенствено со гени корен од Македонија. Само може да се свати космополитскиот момент или принцип, откако ќе се живее на страна, тогаш ни станува јасно што значеа стиховите на Миладинов орелски крија каде да се метнам. Ама треба и во Македонија
одредени, да речеме, да се свати што значи да се живее на страна, да се биде дводомен автор, или човек кој што јас сум лирски емигрант. Значи, јас не сум заминала затоа што, ете, заради подобар живот, туку љубовта те носи на секаде и не можеш замислиш каде, како мојот син, кој што живее во Финска, преубаво едно момче. Сите наши деца се убави секако, ама ете, тој заради љубовта замина таму и таму. Ако си ти лирски емигрант, тогаш тој е љубовен емигрант, така некако. Па да, тоа е, па јас така го нарекувам. Тоа е нека моја синтагма да се биде лирски емигрант, затоа што тука нема калкулации. Јас не се омажив за земјата, јас се омажив за човек, за битие, за љубов, ама добро, поводот беше тоа биенале, да го спомнам, од 2001 Бункер Поетико, прв и последен пат на биеналето се читаше поезија. И сите поети од светот, еден Пол Маккартни, Далај Лама, пишува стихови во ред. Едуардо Сангвинети, кој го доби златниот венец на Струшките вечери на поезијата, и тогаш ме финансираше Министерството за култура и Телма, мојата телевизија имаше влог во тоа, и сето заедно некако се вклопи тој мозаик за да се добие поширока слика, а тоа мојот сопруг, мојата фамилија, таа моја приватна слика и потоа професионална. И како никогаш до сега, не сум излегла воопшто од зборот. Знаеш, Искра, кога излегуваш во туѓа земја, ти не излегуваш од твојот јазик. Уште повеќе си во него. Вели, размислуваш на италијански, ве прашуваат. Не, јас размислувам на македонски, пишувам, а кога треба да настапувам таму, пишувам на италијански, зашто тежок е препевот на поезијата. Да, посебно таму Ирина, е писано. да преминеме на главниот повод поради кој што не само што си овде во нашата утринска, туку воопшто и дојде во Македонија, тоа е промоција на твојата прва книга со афоризми. Прва книга, така? Да. Значи, јас имам преку околу 25 книги. Да. Во Со афоризми, велиме, потенцирам. Не, имам поезија, проза, есеи, значи, пишува на новинска критика која не постои повеќе. И ова е прва, затоа што татко ми е бард на македонскиот хумор и сатира. Па и Живко пошироко, Павлов. не само на И македонски, балкански, да. светски. Тој кога беше во Букет седи со колегите во Рошлија, сите бардови. И го објавуваат во Русија, го објавуваат секаде и он нема поем. Тие времења беа такви невини во таа смисла. Абе, Живко објавен си, гледај, во руско списание, објави си во чешко, објави си... каде, кога, како? Колку ти требаше храброст токму поради тој момент да впливаш во неговите води, што... Па, знаеш како, генот кога говори, крвта кога говори, во најбавата смисла на зборот, тука не прашува. Значи, како што вели Блаже Коневски, поривот не знае за смисла. Ама овој порив веќе кога го почувствував таа космичка дизна кога се отвори и викам, ереа бритката мисла на Живко. Јас сум Живка. Значи, ја реков на промоцијата вчера, јас сум Живка Павлова. Баш ми вика на потреба да одориква Живка Павлова, нели? Затоа што кога ние се инкарнираме, значи Јунг вика, ние постојано ги носиме родителите во нас. Не зависно дали сме близу нив, дали се тука, во оваа земска димензија, отпатувале во на друга. И, значи, мојот татко, Живко Павлов, беше, значи, бард на вистински бард на македонскиот хумор и сатира. Илустрациите на Дарко Марковиќ се вика пладневни кукурикања. Зашто рече некои петли кукурикаат на пладне, не наутро. И има тука, може да се прочитаат кога ќе заокружиме разговор, некои брилјантни афоризми. За жал, јас би се извинувам, тебе и на јавноста беше разграбана вчера една чудесна промоција. Ај кога сме, Ирина, кај татко ти се уште, јас овде издвоив некои негови афоризми, но би сакала еве ти да речеме, ти да издвоиш кој вака, без да отвораш книга, ти се врежани во умот.
Па, например, Македонија е срце од земја која може да предизвика инфаркт на Балканот. И тоа е еден афоризам, значи Македонија е срце од земја која може да предизвика инфаркт на Балканот. Значи, срце која ќе вели, ти си срце од човек. Сега, тој имаше бриток ум. И јас се сеќавам на бесконечните ноќи во кои разговаравме за Достоевски, во кој разговаравме за смислата, за животот и смртта. За него смртта не постоеше. Затоа што ја сметаше Сократовски како премин кон нешто што има навистина една повисока смисла, затоа што вика ние сме дебитанти, вика Бог не создал, ама ние сме неговото дебитанско дело. И тоа оно го имаше кажувано и како еден афоризам кој што значи во тие афоризми кои што се највисок акт начин на духовната виспреност, значи сублимирани векови светови. Он рече во еден афоризам: го избрка од улицата која подоцна го доби неговото име. Значи тука се многу процеси, многу динамики, обштествени, социопштествени. Ами голема храброст. Па, апсолутно, па тој си го трпеше потоа. Дали сте имале на... ситуации, се нема да навлегуваме дали има проблеми поради неговата смелост, да речеме, предпоставувам дека сето неговото дело буквално се живееше во вашиот дом, така? Да. Имало ли да речеме ти или мајка да му кажете немој Живко, не го пишувај ова? Не, тој мајка ми се будеше, Татјана се будеше со поезија под перница. Значи он вака имаше еден гест, ќе седне пред машината, она зачука, така, и ќе почне да копа. Еднаш вика, тато, шо правиш? Па вика вика, мислите ги расчешлувам, вика ги... Мазочните филми да ги разбручувам. Ама имаше таков гест, јас само го гледам и коса знам дека му паѓаше, иако коса му остана си од него живот до крајот, почина оваа година и затоа го правам мажот и тоа беше вчера една моја, навистина, голема гордост, да ги соберам прекрасни луѓе, Вангел Божиновски, како говореше, Зоран Боревесник Божиновски, изварениот, Татјана Алексич беше модератор, Димитар Вилазорски сатиричарот, Силвана Димитриевска е изваредна поетеса од помладата генерација, не премладата, ама таман младата генерација, квалитетна, да не пропуштам, тие бевме, и Дејан Бобиш Дексо, кој што влезе по мој сценарио, ја организирав се во таа смисла, имав и своје обраќање и со Прости ми папе. Тој имаше еден таков манир, знаеш, во некои постојат песни во кои им се обраќаме на родителите. Сите ние имаме веројатно некои песни во кои, затоа што кога сме помлади, ама да, тоа не се обрнува внимание, нели, на тие суштини, на она што значи животот кога ќе те онака малку со некој со брич, ама некој со нешто полесно, меѓутоа секако ќе те како велат окрзне животот. И он ја пееше Прости ми папе и потоа ја пеев Јана, песната на Ристо Шишков, која како мала они седеа, беа другари, се почитува и секој во својот овие мигови што ги спомена кога животот не е многу фин со нас, е важен хуморот. Па татко ми, јас сум живка и заради тоа, затоа што хуморот и сатирата се можеби еден од најретките начини како човекот да се воскрене на сето она што се труди да го урниса. Значи, нешто што труди да не урниса, што се труди да не урниса, како е битно, ама без пат секако нема и вознес и воскрес. Тоа е нешто најбитно, значи да се има дури во таков момент, англичаните имаат однос, затоа што имаат тие се нели господа, имаат култура на колониализатори и не им е полесен тој хумор и сатира. Меѓутоа, поентата е во тоа што оваа земја, која е земја и на маченици, ама е земја и на светци, помеѓу мачениците и светците се хумористите, сатиричарите, да ја осветла таа димензија и преку понекогаш бичување, ама пред се преку будење на свеста.
Да, и јас имам, еве, да го кажем, некој мој афоризам, така бриток Сега исто. кога ги спомена за убиците и светците, тој афоризам сакаш да го споменеш, да, и тој има... Татко ми напише пред да... Тоа книга која искав и ми рекоа луѓе, објави ова. Значи, во ова ја забележав дека се буди тој Павлов ген на сатирата. И кога го објави, му го дадов афоризмите и куси песни лирски. Значи, да објасниме, тој не ја дочека самата промоција, но беше ми пишуваше, што ги прочита. Да, така. и еве да прочите тој во негов манир, а го сака сите од 7 до 177 години. И ми вели, сигурен си дека јас не сум ги пишувала афоризми. И тоа мене Тоа беше... е доволен комплимент, така, најголем комплимент. Да, и од тука напиша кусен осврт, он нели беше бриток, он сето она што оди во широчина, он го стеснува и во длабочина. Значи, како порака и вика, има во книгата афористичката ткувања, еве, ќе се јавам кај издавачот, па ќе има и примероци да се обезбеди за некои од гледачите, затоа што навистина се извинам, сите книги отидоа и јас едноставно викам каде се Ќе имаме друга прилика, ја имам и други две книги. Да се навратиме, Значи, Ирена, бидејќи гледам веќе Слободанка е подготвена, значи, така што вика, да. има поинтава е што тој кога го прочитал сето тоа во книгата, јас имам една афоризам, разликата помеѓу убиец и светец е броењето до 10. Зашто нели треба да... Ама он вика во постскриптумот и пред да прочитате, изброите до 10. Значи, тоа е еден изворен колку слагвор. навистина умееме да броиме до 10, тоа е друго Па прашање. Можеби најтешкото нешто. Можеби најтешкото прашање, лекција, искуство, како сакаме веќе да го наречеме и интерпретираме во таа смисла. И ќе заминам од тука со изворедни, чудесни, ама навистина чудесни впечатоци и тоа што заокружуваме вака и со тебе и со телевизијата, со овие драги твои колеги, тоа посебно ми значи. Како рековме, ништо не е случајно. Не се случи ова или она настан. Се е тоа, значи, предвидено, се е тоа некако, сега ние интервенираме во некаква промисла, нели на некаква супериорна, да наречем, интелигенција и сеопфатен дух, меѓутоа, навистина, се ова дел од една и светлината на крај ќе победи на подолга патека. Со тоа и да завршим. Светлината ќе победи. Да, многу ти благодарам на ова твое гостување, ти посакуваме сите ова инаку среќен пат. на Живко Павлов од Игор Љубовчевски. Дали го уловивме, предпоставувам дека имате можност. Ако не таман со тој кадар можеме веќе да завршиме. Ве поздравувам, ве сакам Македонија и се неубаво искра сите вие да останете во добро па во нека друга прилика. Те очекуваме. Благодарам и јас и ние ви посекуваме секое добро во секое време. Убаво беше да ве слушаме.